Благодарам, председателке. Значи, како што реков, се работи за амандман со кој се барат средства во висина од 50 милиони денари за реконструкција на стариот пат Радовиш-Струмица, поготово на делницата од Радовиш према населените места Војславци, Сулдурци и Калугерица. Тоа се работи за стариот пат М6, бидејќи сега, пред некој месец, се работеше на реконструкција на новиот пат А4 и се користеше оваа делница од граѓаните и од Струмица и од Радовиш и од сите други кои што тој патен правец го користија. И овој патен правец е во многу лоша состојба, се работи за коцка. Не верувам дека некаде на друго место во државата се уште постои таков пат со коцка. Според информациите дека јавното претпријатие за државни патишта веќе почнало со реконструкција во некоја фаза на тој патен правец М6 од Струмица према Владевци, но јас немам информации и немам никаде не може на сајтот на јавното претпријатие да се види, да се прочита дали и делницата од Радовиш до Калугерица е планирана за да се врши рехабилитација. Токму од тие причини и го поднесов овој амандман. Дали ќе се заврши само до Владевци во Струмичкиот дел, Радовишкиот дел ќе остане пак нерехабилитиран, ненаправен, или пак ќе се продолжи понатаму. Јас немам увид, не најдов никаде и затоа и го поднесов овој амандман. Се надевам дека дали ви е заменик министерке или преку јавното претпријатие за државни патишта ќе се смогнат сили и овој патен правец и да се изврши рехабилитација за да можат мештаните да го користат, бидејќи многу пати и јас и колешката пред мене, кога сме биле власт, сме поднесувале амандмани за овој патен правец. Кај населените места Сулдурци и Војславци нема клучка, пропуштено е во времето кога е проектиран патот А4 Радовиш-Струмица, нема сега направено клучка, па граѓаните мораат кога патуваат за Радовиш, Штип или Скопје да одат према Калугерица неколку километри, па да се враќаат, да се приклучат таму, па да се враќаат назад, или да го користат стариот пат со коцка према Радовиш, за да можат да стигнат во Радовиш или пак да продолжат понатаму со своето патување. Од причина што таму на тие две населени места нема клучка, затоа и е потребно овој патен правец да биде рехабилитиран. Благодарам.